наша работна организација ги изврши своите обврски спрема доверителите во смисол на уредно пријавување на доспелите обврски со состојба на 31.12.75 година и како такви обврски пријави вкупно 824 милиони динари. Во мултилатералната компензација беа измирени 116 милиони динари, а остана неизмирени 708 милиони динари. Во меѓувреме се наплатија 116 милиони динари, така да денеска ние имаме практично пријавени, а измирени такви обврски од 592 милиони динари. Или разликата помеѓу оно што денес ние го имаме како обврска спрема нашиве доверители и оно што треба да го наплатиме од нашите купувачи, изнесува 438 милиони динари. Тоа е практично оној износ за кој што треба да се обезбедат авалирани меници до крајот на овој месец. Нашата работна организација по стапувањето на снага на новите законски прописи изврши пријавување на обврските према доверителите со состојба на 31.3.1975 година во вкупен износ од 184 милиони динари или 18 милиарди 400, кој износ заклучно со денеска платење со 92,4%, а остатокот од 7,6% ќе изврши плаќање заклучно со 30 септември оваа година, за која цел ќе изврши и ќе им достави авалирани меници. Износот на 7,6% представува милиарда и 400 стари динари, што за нашата работна организација, која прави промет годишно околу 170 милиарди динари, не представува никаков проблем. Новиот закон за обезбедување на плаќање на помеѓу корисниците на основни средства без друго ќе внесе ред во должничко-доверителните односи во стопанската организација во нашата земја, посебно во нашата република. Дотолку повеќе што и нашите обврски ќе бидат на време подмирени, а и нашите побарувања од инвеститори ќе бидат исто така подмирени. Нашата организација во 85 година доеше сума од околу 14 милиарди стари динари, да речем, меѓутоа со интензивни напори на сите наши општествено-политички структури во колективот и раководниот кадар, успевме да подмириме голем број наши обврски, а и да наплатиме нашите побарувања од инвеститорите, така да на 31 декември нашето долговно салдо према нашите доверители е сведено на 765 милиона нови динари, за која цел изготвиме програма и ја доставиме до деловниот одбор на нашата организација, ја согледавме сите аспекти и сме уверени дека оваа сума која е должна нашите доверители ќе може да подмириме исклучиво наши средства под препоставка да ги тие средства наплатиме од нашите инвеститори. Во Металскиот завод припремивме програма за намирување на обврските кои ги затекнува на крајот на годината и према нашата програма обврските се поголеми од приливот кој го очекуваме. Ние сметаме да добиме поддршка на општествената заедница и наши деловни банки, Стопанската банка во Скопје, као и Централната деловна. Обврските наши се цирка 47 милиона и 200, а побарувањата кои ги очекуваме околу 20 милиона и 300. Тоа значи да имаме поголеми врзувања туги средства него своји. Што се однесува на инструментиве, дали ги прихвачаме вакви за плаќање и слично, во нашиот колектив постои оптимизам и сметаме да е тоа излез од оваа ситуација, како до целото стопанство, така и кај нас, јер е приматот кон добавувачот кој е должен да ги обезбеди средствата. Во барањето решенија за прилагодувањето на ОХИС на овие нови состојби со законот, во првата мерка на мултикомпензацијата ОХИС пријави околу 123 милиони динари, а обратно неговите купувачи го пријавија за негде околу 126, разлика од 3 милиони динари. Меѓутоа, треба да се каже дека купувачите на ОХИС не го пријавија својот долг према ОХИС негде за 30 милиони динари, од што произлегува дека нашите вкупни побарувања со состојба на 31.12.74 година, односно 75-та, изнесува околу 160 милиони динари.
спроведувањето на овој закон доаѓа во време кога имаме највисок степен на неликвидност. И во таква една ситуација ни подобро стоечките организации не се во можност да обезбедат доволно сопствени средства да ги регулираат тие прашања, а уште помалку, ако се знае состојбата со деловните банки, да обезбедат дополнителни кусорочни или трајни обртни средства за реализација на таа програма. Ние се наоѓаме пред прагот на новиот закон кој што стапува на снага од 1. април 1976 година. Тој закон за помирување на меѓусобните обврски, односно на должничко-поверителните односи. И како прв дел од етапата е тоа да сите обврски што беа по 31.12, а доспева до 25. јануари за плаќање, ние бевме обврзани, ги пријавивме во мултилатералната компензација. Како такви наши обврски што ги пријавивме изнесува 3 милиарди и 200 милиона, со мултилатералната компензација се искомпензира околу 500 милиона, така да остана за плаќање уште 2 милиарди и 700. До денешниот ден, фактички, Алкалоид ги измера сите своји обврски спрема нашите добавувачи, така да во следната етапа, кој што стапува на снага од 1. за обврските кои што се настанати од 1. до 31. март, се наоѓаме во една поповолна ситуација, бидејќи да нашите купувачи своите обврски не ги измирале се уште заедно околу цирка 700 милиона стари динари, така да очекуваме да они своите обврски ги подмират по пат на меници. Такви меници веќе почнаа да пристигнуваат во нашата работна организација, а тоа ќе ни овозможи за натамошниот период по-смирено да ја пречекаме втората етапа од овој законски пропис, односно измерување на обврските кои што се настанати од 1.1.76 до 31. март 76, кои што треба да ги измириме до 15. мај. И оваа втора, така наречена етапа, можеме слободно да кажеме дека сите обврски што Алкалоид ги имаше спрема нашите добувачи од 1. јануар до 31. март, при крај се на измерување. Тоа све сме го измириле со готовинско плаќање или дел со меници кои што ни беа нас уручени, значи по пат на индосирање на меници. Така да и во втората етапа Алкалоид нема да издава собствени меници, а обврските што настануваат од 1. април ги измеруваме во законскиот рок, односно во рок од 15 дена, било по пат на готовинско плаќање, било по пат на индосирање на меници кои што ги добивме од нашите купувачи. За овие 20 дена ние и како што очекувавме прометот опадна, не она како што беше во првите 3 месеца. Ние очекуваме дека веќе во наредните денови дека реализацијата ќе се зголеми, таа нема да биде на ниво на првите 3 месеци, меѓутоа очекуваме дека од мај натаму ситуацијата би требало да се санира, па нормално би било дека ќе си дојдем на нивото кое што го очекуваме. Законот за намирување на обврските во стопанството кај нас воглавном тече нормално и сега се веќе извршени сите обврски, добивме авалирани меници, ги испративме на нашите добавувачи и воглавном се вклапаме во него. Како иде по новиот систем, начинот на испратување, нема никаква новина да користиме и досегашните инструменти по пат на вирман, а и договарањето се иде нормално, вршиме уплати од претходна уплата или накнадно, разбира се, зависи каков е договорот, да нема проблеми, едино што уште имаме недостиг на обртни средства, но тие се во тек на решавање и се надеваме во најскоро време да ги решиме. Во првите 20 на дена од овој месец на ниво на Охрид главно се исполнени две основни карактеристики кои што на одреден начин ни се очекуваа, а тие се огледуваат главно во следната. Прво, намален е обемот на работите во двата правца, и на подрачјето на набавките и на подрачјето на продажбата што ја имаме ние од нашето производство.
и второ, дел од обврските што требаше да се подмират со првата програма на тој закон, во оваа фаза веќе се регулирани. Инаку, обемот на примените меници за обезбедување на плаќањата за наши продадени стоки во овој момент се движи негде на 50 милиона динари и тоа е главно во нашата благајна се уште, бидејќи во сегашната фаза дали се уште од неупатеност или од слабо програмирање, нашите добавувачи во низа случаи одбиваат да примаат меници, сметајќи дека плаќањето со чек и со налог им е се уште посигурно. Меѓутоа, мислам дека овој фонд на средства обезбеден преку мениците ќе биде исцело искористен во подмирувањето на обврските по втората програма што сега работиме и дека на соодветен начин ќе се регулира и делот на мениците кои што ние ги дававме на нашите добавувачи. Сега се наоѓаме во еден период кога на нашата малопродажна мрежа и се потребни огромен број на производи, на индустријско-прехранбени стоки, но се наоѓаме во период кога деловните банки уште не започнале да ги даваат авалерените мерици за текуштото работење. Тоа ни представува еден проблем кој напоредно ја поставува потребата од обезбедување со постојани, односно со повремени обртни средства. Доколку ова се одоговлечи, доколку не започнеме што побрзо со издавањето на авалираните меници за текуштово работење, ќе се постави проблемот уште посложен за обезбедувањето на средствата, односно ќе доведе до тоа да ги немаме во малопродажната мрежа одредени производи кои се бараат од нашите потрошувачи. Пристапувајќи кон реализација на ова задача законска, која беше за нас мощна, актуелна и обавезна, се појавија некои проблеми од некои наши доверители во рамките на Југославија, од трговските куќи пред се, кои што ги примија мениците, меѓутоа рокот на втасноста бидејќи беше јули, август и септември, на нив не им одговараше, по тука и уследи враќање некои меници од некои доверители во Југославија, со барем да се таа меница авалира за пократов рок. И во тој смисол ние најдовме на проблеми при Стопанска банка, која што не прифати авалирани меници за пократов рок од 30 септември, односно 31 август и 31 јули, како што бара доверителите, па бевме со да ги вратиме исте меници на доверителите со молба на наша да ги прифатат какви што се авалирани, дури со наша спремност да во идниот период ги помириме со кеш плаќање, да ја таа меница и откупиме, тоа повлечеме од доверителот. Меѓутоа да нагласам дека проблемот ќе биде малку по-сериозен за нашата организација за подмирување на обврските од 1 април па натака, со оглед на новиот закон во служба за 675 година, кој што стапи на сила од 1 април за намирување на обврските. Тука веќе имаме безброј понуди од страна трговијата во Југославија, кои што нудат договори дека обврски ќе ги плаќаме во рок од 15 дена или попадна меница, чиј рок не може да биде подолго од 45 дена, иако закон дозволува да меницата може да даде и за рок од 90 дена, кој не може да биде подолго од 90 дена, али трговите бара рокот да не биде подолго од 45 дена и на таа да се јават секако некои проблеми, повеќе што ние како градежништво имаме се уште проблеми нерешени прашања околу приливот на средства од нашите инвеститори. По поднесувањето на нашава програма за измирување на пријавените обврски спрема нашите доверители кои потекнуваат од 1975 година, а стасани до 25.1.76 година, малку имавме закаснувања поради објективната ситуација што требаше претходно да се реши проблемот на санацијата на основните организации на Сдружен труд, кои по својата завршна сметка искажаа одредени загуби. По расчистувањето на овој проблем, кој веќе е дефинитивно разрешен, Стопанската банка, филијала Скопје, одлучи да ги авалира нашите меници, така да ние ќе можеме да одговориме на нашите обврски спрема доверителите. Со новата програма ќе бидеме ценам на време готови, меѓутоа би било
интересно да се знае како сега деловните банки што очекуваат деловните банки сега од ова нова програма на работните организации, со оглед на тоа дека веќе доста добар дел од нивниот краткорочен кредитен потенцијал е ангажиран во досегашни авалирања, пак дали се очекува дека на тој план ќе има одредени проблеми. Исто така би сакал да го покренеме прашањето во врска со изготвувањето на самоуправните спогодби за изнаоѓање на посебен инструмент за обезбедување на плаќањата помеѓу основните организации на Сдружен труд во состав на една работна организација. Именно станува збор за примена на членот 10 од Законот за обезбедување на плаќањата помеѓу корисниците на општествени средства, на кој план ние немаме некое нарочито